февруари денеска, 10-ти ден петок. Дали се слушам режија, Мила? Дали е се во ред? Добро, ете емисија во жива нормално, нешто изгледа стиснав со мојата буба, но одлично е, си се снајдов, ете сум знаела дури и со микрофон добро да баратам. Океј, значи 10 февруари денеска, ден петок, стартуваме со викендот и јас сум екстра расположена, се надевам и вие во овие 60 минути ќе ме пратите со добро расположение. Не за друго, туку затоа што спремивме интересни содржини, многу прилози и интересно гостување, кое што не само интересно да се види, дамата која што ќе дојде, освен што има добар стас, таа има и работи многу фини за кажување, значи и поучни за сите вас, ни доаѓа од вработување.com агенцијата, која што посредува при вработување. Други прилози за денеска се, дали сте знаеле, ќе откриеме нешто за пингвините, ќе откриеме за триумфалната капија во Париз, ќе откриеме и за Олимписките игри. Потоа имаме еден прилог од областа на здравието, односно совети како да се справувате со болно грло во ова ладно време. Имаме прилог направен кај Саши Миги ексклузив, кој ни даваат совети за нега на косата во зимно време. Имаме уште еден прилог. Тоа е, не е прилог хороскоп, имаме да чуеме што звездите за денеска ни кажуваат, какви ни се планетите. И знаете, сите оние забавни информации, информација од светот од светот и од Македонија, информација од политиката, социјалниот живот и така натака и така натака. Најавата треба да биде кратка, за да веднаш ве опуштам со една добра песна. Ајде, уживајте. Секој ден се повеќе твоја се претворам во стакло, кој на сон ми паѓа на тебе и секој твој трик, прозирен и смешен, но тоа си ти. Признавам, малку се плашам да не те снимам и несвесно си барам начин јас да те задржам тука. Со секој гест избори став, а пак те отврлам. Колку сакам да ти кажам, јас те сакам. Покрај сите мои луди like херови, колку сакам да ти кажам. Се плашам, ке ме сакаш ли пак во години после се. Секој ден се повеќе сум зависна од тебе, како љубов која не знае задоволно е и го краде патем целото време. Признавам, некогаш знам да бидам како дете, кое сака се за себе и љубоморна сум. Со секој гест избори став, пак те отврлам. Колку сакам да ти кажам, јас те сакам. Покрај сите мои луди like херови, колку сакам да ти кажам. Се плашам, ке ме сакаш ли пак во години после се. Колку сакам да ти, колку сакам да ти кажам, јас те сакам. Покрај сите мои луди like херови, колку сакам да ти кажам. Се плашам, ке ме сакаш ли пак во години после се.
Денеска јас ми дојде така идеја за една тема, бидејќи петок, викенд, па ме потсетува на шетање, рекреација, нели се она што во слободно време го правиме, а не можеме преку неделата кога сме полни со работни обврски. Затоа отворени се телефоните 3130-137 и 3211-906. Би сакала да ни се јавите за да искоментираме малце колку во градот или во републиката имаме доволно места за рекреација. Дали имаме доволно места во градов каде ќе ги однесеме децата на играње, каде ќе ги носиме децата во нели паркови, во оние забавни центри, кина, значи што вие како идеја би ни препорачале, значи не на нас, туку на оние кои што се должни да го спроведат тоа во еден град и држава. Значи што имате вие идеја за да се направи во градот, за да има места каде ќе се шетаат, рекреираат децата, па и возрастните, зошто да не. Значи тоа нека биде денешната тема. Ве очекувам на 330-137 и 3211-906. Значи, уште еднаш колку Скопје и Македонија воопшто изобилуваат со места каде што може луѓето заедно со своите дечиња или нели сами да отидат и да се рекреираат. Во многу блиски, да не ги именувам, соседни земји, сум била во места, значи големи пример колку еден трговски центар во нашиот град, меѓутоа во нашиот град трговските се полни со бутици, шопинг центри, имаме тука кафулиња, ресторани, но нема она што има во на пример соседните земји. Таму има големи места со сцени, бини, се некои представи, анимации за деца, флипери и така натака, значи места каде што буквално сабота и недела може човек да се рекреира. Дали ние имаме тука такви места? Сакам денес да зборуваме на 330-137 3211-906. За најбрзите ќе има и некоја награда, се разбира, а за оние кои што сакат да дискутираат на темата, нека биде токму затоа и отворен овој телефон. Сега имаме една интересна информација, недела на виното во Неготино. Под мотото со традиционални вредности заедно во Европа, во Неготино почна одбележувањето на неделата на виното, која се одржува во чест на Свети Трифун, заштитникот на виновата лоза и лозарите. Домакините очекуваат голем број домашни, како и гости од Италија, Словенија и Бугарија, кои ќе имаат можност да посетат бројни винари и да дегустираат квалитетни вина. Домашните производители на вино и ракија ќе се надпреваруваат, ќе биде организирана вечер на виното, а предвидена е и работилница за предмети, значи во чест на виното, во знакот се она што опфаќа лозата и виното. На централната прослава на 14 февруари ќе биде символично загреана виновата лоза, со што ќе почнат лозарските работи за новиот период. Одлично. Следна информација е исто така интересна, станува збор за Турски театар Скопје, кој вечерва премиерно ќе изведе представата приказната за Шехерезада и Шахријар, според мотивите од 1001 ноќ, во драматизација и режија на Дејан Дамјановски. Насловните улоги ги играат актерите Сузан Акбелге и Селпин Керим. Представата е веќе избрана на 14 април во Конја, Турција, да го отвори фестивалот на театри што продуцираат представи на турски јазик. Ете, уште еден интересен настан. А едно од најинтересните случувања овој викенд е чаршискиот карневал под маски, со кој би сакале да му покажеме на снегот дека воопшто не ни пречи, напротив ни дава инспирација за необични дружења. По повод познатиот карневал во Венеција на 11 февруари во галерија 8 ќе се одржи бал под маски, каде што и ќе се продаваат маски кои во истиот простор претходно на работилниците ќе ги изработуваат неколку сликарки: Симонида Филипова Китановска, Касиопеја Наумовска, Анка Даниловска, Сонја Даниловска и многу други. Собраните средства од нивната продажба ќе ги наменат за хуманитарни
хуманитарни цели. Ова веќе ми се допаѓа. Со балот под маски сакаме да внесеме малку гламур и да избегаме од секојдневното сивило, вели Саша Шотаровски, менаџерот на Кафе Галерија 8, местото каде што започнува и завршува ова дефиле на маски. Забавата започнува во 22 часот и трае се до 1 часот после полноќ. Значи 11 тоа е утре вечер со почеток од 22 часот во Галерија 8. Кој сака да се маскира, да купи некоја маска, воедно со тоа да биде хуманитарен лик и да подари некому кому му е потребно одредени средства. Сега одиме понатак, одиме со хороскопот, во меѓувреме ви велам јавајте се на 3130 137 3211 906 да се чуеме, да си помоабитиме и секако да поделиме некоја награда. Одиме со хороскопот. Дали сте знаеле за триумфалната порта во Париз?
Триумфалната порта е еден од најпознатите спомен обележја на Париз. Лоцирана е во центарот на плоштадот Шарл де Гол, на западниот крај од авенијата Шамс Елис. Триумфалната порта ги величи оние кои се бореле и загинале за Франција во Француската револуција и во војните кои ги водел Наполеон. Имињата на сите победи на Франција и генералните, вклучени во истите, се напишани на ѕидовите од Триумфалната порта. Овој споменик е дизајниран од Жан Шалгрин во 1806 година. Дали сте знаеле како пингвинот е најбрзата птица која плива? Повеќето птици се дизајнирани за живот во воздух, но пингвините се далеку подобри во животот во вода. Овие ненаселени птици ги употребуваат своите крилја за пливање, овозможувајќи им да летаат низ водата. И навистина летаат. Некои пингвини можат да пливаат со брзина и до 35 км под вода, со што се најбрзите птици кои пливаат. Пингвините јадат рипчиња, школки и ракчиња. Нивното потомство расте во големи количини на Антарктикот или околните острови. Понекогаш нивните малечки растат и во семејства, каде што возрастните се грижат за повеќе малечки наместо само за своето. На земјата постојат повеќе од 10 видови на пингвини кои живеат во јужните мориња околу Антарктикот. Ги има од малечки само 40 см до големи кои можат да достигнат висина и до 122 см, а тежина до 40 кг. Големите пингвини можат да нуркаат на длабочина и до 265 метри, а можат да останат под вода повеќе од 15 минути. Еве интересни снимки од некоја светска зоолошка градина, а се надеваме дека ќе ги видиме и во нашата зоолошка градина. Погледнете. Oh, they changed their minds. Did you hear it? Come on. What the heck is that? That's a heron? I know, it kind of looks like it. I don't want to hold this over that. You're back. Galen's gonna push him in soon, I'm sure. I'll go in here. Nudging, he's nudging. He's nudging. That water is probably freezing. Yeah. Yeah, I know, but they have to like put ice cubes in it. You get in the pool. No, you get in the pool. I know. I'm really not wanting to go in. Pan away to the heron. That heron's ugly. And back to I know, the one that came in our backyard to try to eat our fish was way bigger than that. It was way bigger. It was like Just synchronized waddling. Alright. Oh, there goes another one. Yeah, that's cool. Man, they can swim underwater for a heck of a long time. Дали сте знаеле кога започнале да се одржуваат Олимписките игри? Олимписките игри представуваат најголем меѓународен спортски настан кој вклучува летни и зимски спортови во кои илјадници спортисти го даваат својот максимум во различни надпревари. Олимписките игри се одржувале уште во античко време во Стара Грција во чест на богот Зевс. Првите антички олимписки игри се одржале во 776 пред нашата ера, а се одржувале константно на секои 4 години во древната Олимпија. Последните антички олимписки игри се одржале во 392-та, а веќе наредната година римскиот цар Теодоси Велики игрите ги укинал. Современите олимписки игри започнале во 1894 година, кога Пиер де Кубертен од Франција организирал неколку светски спортови и се заложил за ревитализација на олимписките игри со формирање на Интернационалниот олимписки комитет. 2 години подоцна, во 1896 година, биле одржани првите модерни олимписки игри во Атина, Грција. Првиот зимски спорт бил вклучен во Олимписките игри во 1908 година во Лондон. Во 1920 година во Антверпен бил додаден и хокејот на мраз.
Првите зимски олимписки игри биле одржани во францускиот скијачки центар Шамони во 1924 година. Тие всушност биле предвидени како меѓународна спортска недела, која во пресрет на 8-мите летни олимписки игри во Париз требала да ги афирмира и зимските спортови. Но начинот на организирање и учество на 16 земји со 294 спортисти во 6 спортови биле повод повеќе и јок една година подоцна на заседанието во Прага да им даде олимписка верификација на овие игри. Pesni roji, jeden pogled bezbroj sni, moj te želbi nema broj, što me pleni, ljubi me ti, nova nadež srce grej, štom ke stajiš oči dve, tvoj od pogled moj je plen, štom go plenit ljubi me ti. Nema tajni ova mala sreća, da te ljubam, zar to ne se? I da postoji ova mila nežna nadež, za jeden tvoj mal sramežljiv bakneš, jeden bakneš, pesni roji, jeden pogled, bezbroj sni, moj te želbi nema broj, me pleni, ljubi me ti. Nadež srce grej, štom ke stajiš oči dve, tvoj od pogled moj je plen, štom go pleni, ljubi me ti. Nema tajni ova mala sreća, da te ljubam, zar to ne se? I da postoji ova mila nežna nadež, za jeden tvoj mal sramežljiv bakneš, jeden bakneš, pesni roji, jeden pogled, bezbroj sni, moj te želbi nemat broj, što me pleni, ljubi me ti, što me pleni, ljubi me ti, što me pleni, te ljubam ja. Денеска со нас е Катерина Маџовска, представник од лиценцирана агенција која посредува при вработување. Втор пат се ни на гости. Здраво. Здраво, Иван. Денеска нема проблем. Денеска сме со по конкретна тема, веб страната што ја имате вие за сите оние создадена за сите оние работодавачи, и оние што се невработени бараат работа. Ајде да ја кажеме на самиот почеток која е страната? Вработување.com.mk. Така, дали вашиот веб-сајт е посетувани надвор од Скопје?
Секако, да. Надвор од Скопје, сега да не ги именувам градовите, нормално дека од поголемите градови има поголема посетеност, но на наше задоволство имаме посети буквално од цела Македонија, дури од многу помалите места. Да, посетувани. Не е локален сајт, веќе имате подолго некои време. статистики како тоа го проследувате, колка е посетеност? Так, вкупната посетеност од кога истиот постои е повеќе од 2,5 милиона посетители. Така, одлично. А дневната се движи, значи, зависна е, од над 5000 дневни посети. Така. Дневно над 5. Над 5. Кој е најпосетуваниот ден во неделата? Значи, кој ден во неделата вработување.com.mk е најмногу отворен сајт? Так, па, ако би можела да издвојам, претходно беше петок. Ако го поврземе со Вработување News, значи весникот кој што го споменавме минатата емисија, и ви сега ќе го спомнам, Вработување News е електронски неделник на вработување.com, значи наш. Досега кој што е публикуван во 130 броја, претходно се дистрибуираше секој петок на 60.000 база на читатели и истиот се постира и на нашиот сајт. Тој ден, претходно петок беше, посетеноста беше зголемена. Сега е понеделник и нормално истиот влијае врз посетеноста, но не мора да значи. Значи посетеноста многу често зависи и од новите содржини и секако новите огласи. Кога има нов, атрактивен оглас, посетеноста нормално си расте. Тоа може да се случи и во среда, и во четврток, значи било кој ден. И секако, значи, во поново време, што исто ми е многу драго, и викендите се така повеќе посетувани од порано. Како изгледа една регистрација на некој кој е невработен, односно работобарател, за да им доближиме на оние што и те се заинтересирани, сакаат да влезат во вашата база, значи како изгледа таа регистрација? Така, морам само да кажам дека на неколку начини може да станат наши членови, по електронски пат или преку вработување.com.mk, на нашиот сајт имаат поле или таб кандидати, испратете CV. Значи веднаш кога ќе отворат страната, ќе го забележат видно горе овој таб и таму со еден клик ќе добијат упатство. Значи претходно имаат упатство како да ја пополнат таа регистрација, а тоа се празни полиња кои што почнуваат нели одличните податоци до нели поле за образование, поле за работно искуство, лични вештини, познавање на компјутерски програми, тип на вработување кој што тие го барат, значи треба да се одвојат 5 до 10 минути, еве да речеме и 15 за некои што не се доволно вешти, буквално има празно поле, тие треба само да се ги внесат своите податоци. Тоа ми беше следното прашање, што е она што не сме да се изостави при регистрација во базата? И добро е да има нели дополнително прашање затоа што треба да се обрне внимание на ова. Главни компоненти на една регистрација би требало да бидат пред се, значи дури и пред името и презимето би рекла контактот. Значи за да може вработување да ги поврзе со работодавците и секако да ги исконтактира со понуда, треба да имаат постојан контакт, значи важечки контакт на кој што ќе можат да ги добијат тие регистрирани корисници и нормално, како што кажав, личните податоци. Исто така е важно да го потенцираат градот во кој што живеат. Имаат две можности, значи и каде се родени, но и каде се во момент, за каде ја бараат таа работа. Понатаму е секако образованието и работното искуство. А која е постапката пак на оние другите работодавачите за да бидат дел од вашиот сајт каде што тие нудат работа? Што тие треба да направат за да бидат дел од сајтот? Така, за да бидат дел од сајтот, исто и тие имаат можност да се регистрираат. Овој пат имаат работодавци понудата работа. Исто и тие имаат едно поле и претходно нормално упатство. Ги пополнуваат податоците кои што сакаат да ги остават во еден краток оглас. И понатаму, секако нашиот администратор ги разгледува и ги одобрува. Тука, нормално, доколку некогаш треба од наша страна да се контактира клиентот со одреден совет, го правиме и тоа. Сме имали такви ситуации. Се случува
во брза постапка да постават регистрација за оглас, меѓутоа еве еден пример сме имале кога одреден клиент ги поставил барањата за огласот и го чека огласот, односно ги чека апликантите, но ја изоставил адресата каде тие треба да аплицира. Во тој случај вработување настапува, односно администраторот ги контактира и ги советува и тие податоци се менуваат. Значи не ги оставате на пола пат, во секој случај кога има грешка или нешто недовршено, ги контактирате па потоа заедно ја довршувате оваа постапка. Кажете ми, ако не е тајна да откриеме некој оглас на кој имало најмногу фидбек, значи одзив со апликации? Има многу. Сега јас на кој во моментов ќе се сетам. Бројката за економисти на оглас кој што беше објавен за една од, да нема да ја именувам, од топ 3 банки кај нас во Македонија, беше поголема од 200 апликанти, економисти. Тогаш баравме, тоа беше скоро, пред, да речеме, нема година. Исто така, следно што би издвоила е повеќе од 150 апликации за, зборуваме за краток рок, за краток временски рок, 5 до 7 дена. Над 150 апликации за наш клиент исто така, познат светски бренд на дигитални камери и апарати и така натаму. И повторно да не го именувам. Тоа беше за позиција мерчендайзер или попознато како напредувач на продажба. И уште еден би издвоила. Да, се сетив на исто повторно наш клиент кој што се огласува кај нас, само се огласува, ги огласува своите работни места. Тоа е еден странски холдинг кој што има повеќе од 80.000 вработени. И во овој случај имаше објавено отворено работно место за машински инженер. Тогаш имаше исто над 150 апликации. Добри бројки. Дали работобарачите ги запазуваат, значи, правилата на овој оглас и дали го запазуваат рокот? Секако дека да, голем дел го запазуваат, значи веќе активно знаат како треба да се аплицира, но има и дел кој што во текот на емисиите ќе го едуцираме и за тој дел. Значи, можеби за некој на следната емисија ќе зборуваме за тоа како да го направат CV со кој што аплицираат. Меѓутоа сега би кажала дека не е само моментот каде што треба да се советува невработениот како да го направи CV-то. Туку битен е моментот како и да го пласира, како да го достави до оној за кој што сака да работи. Нели, регистрацијата, освен што треба да биде уредна, треба уредно и да ја достави. Така, во моментот може ли да ги откриеме трите најактуелни огласи? Така, еве последните, ако може. Нашиот клиент, Тутунски комбинат Прилеп, во моментов има активен оглас за позицијата ревизор. Јас би сакала да оние кои што се заинтересирани или оние од гледачите кои што имаат некој кој што знаат дека би сакал и може да работи на ваква позиција, само да им предложат да го посетат вработување.com.mk и на првата страна под логото на Тутунски комбинат Прилеп ќе можат да го проследат целиот оглас. Така, што се бара во тој оглас? Ревизор. Значи, јас би сакала тие да можат да го прегледаат целиот оглас. Значи, таму да ги посетат и да ги забележат сите инструкции како би можеле, нели, најсоодветно да аплицираат. Тоа е едниот оглас. Вториот е, еве да речеме, друга дејност или продажба за нашиот клиент Рамстор, супермаркетот. Тој во моментов има потреба од продавачи и касиери. Така. Исто. Дали се бара, какво образование се бара за Рамстор? Строго нагласено не е образованието. Добро, значи добро да знаат сепак гледачите дека може и со средно да аплицира. Да, секако. Така. И еве третиот оглас нема да го кажем кој е, многу се на вработување таинствена сега. Така, но јас би сакала да најавам дека денес ќе има два нови огласи, исто за една водечка компанија. Па можеме да апелираме до гледачите на крајот на денов или
Так. Затоа што веќе од 11 треба да биде Значи, од активен. утре веќе, ете викенд кога да се... бидат во тек, значи да го отвараат сајтот вработување.com.mk и ќе можат да ги погледнат двата нови огласи, како што кажав, за водечка компанија или нов клиент на вработување. Дали www.вработување.com.mk вашиот сајт е поврзан и со социјални медиуми, односно ете мрежата на Facebook можеби? Така, добар пример, нели? Да. Мојата статистика или она која што јас ја знам последно е дека повеќе од 900.000 кај нас се регистрирани корисници на Facebook, па од таму е, нели, и предизвикот и ние да бидеме таму. Нормално, да. Тој дел го работат наши соработници, кои што се стручни во тој дел и сите информации и голем дел и совети ги пласираат и на нашите страни и на вработување.com, но и на вработување News на фанпејџ. Добре, јас да им кажам на нашите гледачи дека ова беше второ поред гостување од оваа лиценцирана агенција која посредува при вработување. Вработување.com е насловот на оваа компанија. Нивниот сајт www.вработување.com.mk. Денеска малку откривме за некои актуелни огласи, значи вие млади луѓе кои што барате работа, ете каде да се обратите, имате новитети оведено и утре уште повеќе. Првиот пат вашето гостување беше општо за вашата компанија, денешното беше за веб страната конкретно. Следното веќе ќе биде со еден тип на обука, значи мини обука за тоа како вие млади луѓе не знаете можеби, а треба да идете некаде да аплицирате за работа, па ете можност преку професионалците од оваа агенција да дознаете како се изготвува едно CV пропратено со мотивационо писмо и ред други компоненти кои што ќе ги откриеме во следното издание на вашето гостување. Со задоволство ќе ги откриеме. Ти благодарам, Катерина, што и денеска ни дојде. Благодарам за поканата. Беше пократко, меѓутоа ете за сајтот опширно е кога еден човек ќе го отвори, па тука ќе си разборичка, ќе се види сите детали што треба. Нормално ако го отвори, секако дека ќе ги добие сите корисни совети. И врзано со статистиката на вработување, јас нешто што би сакала да издвојам е дека просечната посета на вработување е повеќе од 10 до 15 минути, што значи дека има содржина, има што да се види, имате огласи, имате понуди за работа, не само за младите. Така, не само за младите, туку за сите оние кои што се невработени, има разни типови на понуди. Така. Одлично, ти благодарам уште еднашка. Сега во продолжение ги гледаме флеш вестите поврзани со реклами.
оној прекрасен вкус, што сите го паметиме. Жито Прилеп. Суво и болно грло, како да си помогнете? Опаѓањето на температурите го означува почетокот на периодот на настинки и распространувањето на грипот. Повеќето луѓе во текот на есенските и зимските месеци ќе почувствуваат раздразнетост и гребење на грлото или болка при голтање и зборување. Причините за појавата на зацрвенето, суво и болно грло може да се најразлични. Причините за појава на зацрвенето, суво и болно грло може да се најразлични, од вируси и бактерии до иритација предизвикана од ниска влажност или загадување на воздухот, викање, дишење преку уста поради затнат нос и пушење. Добрата вест е што во повеќето случаи болката и непријатното чувство на гребење и сувост одминува брзо и не представуваат сериозен здравствен проблем. Топлите пијалоци ги ублажуваат болките во грлото. Кога да се обратите на лекар? Најголемиот број од случаите на болно грло се резултат на вирусна инфекција, како настинка или грип. Кога болното грло е предизвикано од вирус, брзо исчезнува, и тоа само со домашна нега. Многу е важно во ваквите случаи да не се користи лекување со антибиотици, затоа што тие не се ефективни. Во многу поретки случаи, причинител на болното грло може да биде бактериска инфекција, чие лекување е со помош на антибиотици. Болното грло обично доаѓа заедно со други симптоми, како затнат и растечен нос, главоболки, малаксаност и кашлица, односно симптомите на обична настинка. Побарајте помош од вашиот матичен лекар доколку имате покачена температура над 38 степени, крениците ви се отечени или црвени, имате бели дамки на грлото или задниот дел на јазикот, имате отечени железди на грлото, ви се појавила болка во увото или ако болното грло ве измачува подолго од една седмица. Домашна нега на болно грло. Најчесто домашната нега е сосема доволна за облажување на иритирачката болка и чувството на сувост и гребење. Еве неколку совети кои ќе ви помогнат да го надминете овој проблем. Правете гаргара со топла солена вода. Во една чаша со топла вода додајте една лажичка сол. Користете го растворот за гаргара неколку пати дневно при што ќе ја исплукате течноста. Гаргара со сода бикарбона и сол. Во чаша со топла вода растворете половина лажичка сол и половина лажичка сода бикарбона. Правете гаргара на секој 2-3 часа. Пиете топли течности. Топлите чаеви и супи можат да го омекнат болното грло и да го намалат гребењето. Ако болките во грлото се проследени со затнат нос, топлите пијалоци можат да ви бидат од голема корис затоа што ќе ви го олеснат дишењето. Топла лимунада со мед. Во топла вода додајте сок од еден лимон и засладете со лажица мед. И медот и лимонот се препорачливи при појава на болно грло. Лук. Поради своите антибактериски својства, лукот помага и во превенција од грип и настинка и во облажувањето на симптомите. Одмарајте го гласот. Зборувањето со низок тон и воздржување од напрегање на гласните жици, како викање или пеење. Останете 5 минути во бањата по туширањето. Истуширајте се со топла вода, а потоа останете барем 5 минути во бањата. Парејата ќе ги омекне грлото и ќе го отстрани чувството на гребење, кое често резултира со кашлица. Не пушете и избегнувајте ги просториите во кои се пуши. Пушачите често страдаат од суво грло, бидејќи вдишувањето на чатот од цигарите ја надразнува слузокожата на устата и грлото. Доколку страдате од болно грло, потребно е да го прекинете пушењето, а ако не сте пушач да се заштитите од пасивното пушење. Не чистете со силни средства. Додека имате проблеми со грлото, не чистете со средства со силна миризба или со средства кои се користат со помош на распрскување. Чистењето на прозорците може да почека за откако ќе се почувствувате подобро. Дишете преку нос. За да не го надразнувате грлото, дишете преку носот, особено кога сте надвор на ладно. Ако ви измачува затнат нос и тоа е причината поради која дишете преку уста, користете капки или спреј за нос. Шмукајте тврди ментол бомбони. Бомбоните ќе го зголемат лачењето на плунка и ќе одржат влажноста на грлото за да се намали раздразнувањето. Внимание! Не им давајте тврди бомбони на мали деца, затоа што постои ризик од задушување.
театарот за болно грлце. Сите вие кои што имате проблеми во ова ладничко време со настинки, грипови, болно грло и кивавица и слични манифестирања на настинки и грипови. Ете, ова беа советите како да се справувате во домашна нега, а кога треба да се обратите на лекар. Сега би сакала накратко да ви кажам настаните за викендот што предстојат во градот Скопје и пошироко. Сабота 11 февруари имате Рајмонда во МОП со почеток од 20 часот, значи утре вечер. Тоа е од областа на културата. Од областа на киното петок вечерва 10 февруари со почеток од 20 часот во кинотека на Македонија Уметност на слободата. Сабота 11 февруари, значи утре вечер со почеток од 20 часот имате Уметност на слободата во кинотека Македонија, значи, а за утре политички фустан во 20 часот исто така кинотека на Македонија. Недела пак имате играчки кинотека на Македонија со почеток од 20 часот. Од областа на театарот имате Покојник представа во Народен театар Битола со почеток од 19:30 часот вечерва. Потоа Крвта не е вода, драмски театар почеток 20 часот и МНТ почеток 20 часот представата Мојот човек. Сабота утре обична приказна Народен театар Битола 19:30, потоа Греф или Шприцар 20 часот драмски театар и Сребрена свадба утре вечер во 20 часот во МНТ. Од промоции денеска петок 10 февруари промоција на 3 книги на Киро Урдин во МКЦ клуб и ресторан со почеток од 19:30 часот. Кој е слободен има можност да ги погледне овие настани, нека оди. Сега следува во продолжение прилогот што и во најавата го споменав. Бевме во студиото на Сашо и Мики ексклузив и тие ни дадоа совети за нега на коса во зимно време. Уживајте! Како што се договоривме, се наоѓам во студиото Сашо и Мики ексклузив, затоа што човекот мајстор за нега на коса, фризури, шишање и се што значи добра коса е токму Мики. Мики денес ќе ни даде совети за тоа како се негува косата во зима и што се трендови оваа година. Здраво, Мики. Здраво, Иво. Најпрво им кажи ми што треба девојките да прават за да имаат убава коса како во лето, така и во зима. Па како и секојаш што треба да обрнува од нега на внимание на својата коса, така и летно време, така и зимско време си има нега на коса, добар шампон, регенератор, маски, се што треба за коса да изгледа убаво, како и секојаш. Во Сашо и Мики ексклузив има многу голем број и избор на третмани за коса. Ајде денес еден да испрезентираме, кој ќе биде тоа? Па денес ќе направиме третман за длабинска реконструкција и рехидратација на коса. Дека зимно време се оштетува, се пука влакното, ќе го вратиме во нормала, со овој третман ќе го вратиме во нормала влакното. Бидете внимателни и гледајте како изгледа овој третман. Значи два пати ставаме шампон за длабинска реконструкција и третиот чекор е маска за рехидратација од истата линија, што ќе стои 20 минути по топлина, после се измива, се става уште еден препарат, после ќе го покажеме тој и се обликува. Нема потреба од стайлинг, ништо, само се обликува.
gay, it doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside, 'cause you and me, we gotta take it to ride. Сакам да ги знам модните трендови за оваа зима. Што предлагаш ти, кои се твоите совети за хит фризури? Модни трендови за зима, ја мислам дека не постојат, мислам дека секојаш се носи тоа што е убаво за носење. Трендови. Не знам дали постојат трендови за зима, за лето, но сепак некои поблаги нијанси, некои потопли нијанси за зима. Негувана коса ми е омилена фризура, да биде сјајна, убава, здрава, дали ќе биде витка направа, да биде убава. Кога ќе видиш да биде убава и негувана. За квалитетот во работата на Сашо и Мики Ексклузив кажува традицијата на постоење на овој салон многу години. Затоа би сакала да те прашам кои брендови и која козметика за коса овдека вие ја користите, затоа што вие постоите многу години, таа мора да е најдобра, нели? Така, сме користеле доста козметики. Секогаш биле квалитетни, можем најквалитетна козметика. Сега веќе 2 години користиме производи од козметичката куќа Лакме, шпанска козметика, што е многу добра козметика. Се базира на природна база, се за нега на коса, боите се многу квалитетни, правени се за што помалку да штетуваат коса, да се добие саканата нијанса. Мислам дека се број 1. Во минатото општо познато беше дека мажите не обрнуваа многу внимание ниту на својот надворешен изглед, ниту пак на косата. Дали во поново време тоа се измени и дали сега и мажите се негуваат? Секако дека да. Сега се повеќе и повеќе обрнуваат внимание, користат нега за коса, стайлинг и сакаат убаво да изгледаат. Сашо ни е експерт за долга коса и сложено комплицирани свечени фризури. Исто така тука е минивалот, надградбите, што ќе ни кажеш за нив? Сега во последно време минивал доаѓа на голема врата, се враќа и се враќа на долга коса. Има специјални витлери кои сега ги добивме од Лондон, можеме и да ви ги покажам, многу се специфични. Ајде тоа што дајат витлерите да им покажеме како изгледат. Се витка многу специфичен начин и многу изгледат локните после. Надградбите за коса има повеќе видови? Абе добро, ние работиме кератинска, таа ми е најубава, меѓутоа има кои ќе види, тоа зависи од муштеријата што сака. Ја препорачувам кератинска, таа е најприродно делова. Меѓутоа може онаа на штипки што е за една употреба. На крај нешто повеќе за свечените фризури. Тие ми се фах, на мене ја сакам да работам со долга коса, бидејќи може човек највише да се докаже у долга коса. Тие фризури најчесто се за невести, за свечени прилики, за надпревари. Тука може човек да се докаже колку е добар мајстор, колку врхунски го познава занајатот. Јас се уверив во тоа дека фризура која што делува дека е правена многу часови, ти ја правиш за многу кратко време. Како успеваш? Добро, тоа више кај мене, да кажеме, после толку години работен стаж, тоа кај мене доаѓа едноставно само од себе си доаѓа. За неполни 10 до 15 минути можам да направам свечена фризура која може да делува дека е правена со сати. Тоа беше прилогот за нега на коса во ултрамодерното студио на Сашо и Мики Ексклузив. А сега ние се враќаме назад во студио и емисијата Сончевина.
Се враќаме само да одјавиме, бидејќи толку е од времето за денешното петочно издание на Сончевина. 60 минути измина. Јас ќе ви препорачам да ги гледате репризите од тековната недела која што имавме со сите гостувања, интересни прилози, значи утре сабота и задутре недела со почеток од 11 часот, значи викенд изданието на Сончевина. Останете ми во добро расположение, имајте екстра добар викенд и се гледаме во понеделник со нови теми, нови содржини. Чао!